живочот? Што прави тој овде? Се појавува пред Бога. Од каде доаѓаш? Шетав низ земјата. Гледав се што се случува. Што ли сака? Што мислиш за мојот слуга Јов? Никој на земјата не е како него. Тој е навистина добар човек, кој ме почитува и кој одбива да прави зло. Да, но Јов нема причина да се плаши од Бога. Ти од секогаш поставуваше зид на заштита околу него и неговиот дом и имот. Направи да биде успешен во се што прави. Погледни колку е богат. Но посегни по него и земи му се што има. И сигурно ќе те проколнува в лице. Што му е на овој? Добро, можеш да го ставиш на тест. Прави што сакаш со се што поседува, но немој физички да го повредиш. Јов е мој. Спорта си од свет, за сите времења. Божиот почиве, супер книга. Осана пе, осана, супер книга зборот. Осана пе, осана, супер книга зборот. Навистина многу тежко. Здраво. Жал ми е, Фиби. Таткото на Фиби беше голем човек. Многу ќе ни недостасува. Ве молам, влизете. Професоре Квантум, како е Лука? Загубата на неговиот дедо многу тешко му падна. Беа многу поврзани. Лука е позади. Ајде појди кај него. Ве молам, повелете, влезете. Ајде, Иги, каде си? Ајде, момче. Ајде. Гизмо? Што правиш ти? О, ела, фала му на Бога што се врати од одмор. Ужасно е. Слушнав за дедото на Лука. Ела, ова е најлошата недела во животот на Лука. Се започна кога ја зема училишната игуана дома на одмор и таму побегна. Не! Потоа, во средата вечер не погоди најголемата бура оваа година и едно дрво падна врз собата на Лука и му ја скрши раката. Потоа, знаеш за парите што Лука ги штедеше од весниците? Му ги украдоа додека одеше да ги депонира во банка. Едноставно се што можеше да тргне наопаку тргна, ела. И сега најлошото од се. Починал неговиот дедо. Жал ми е за дедо ти, Лука. Зошто ми се случуваат лоши нешта кога се трудам да видам добар? Лука, понекогаш... Ке престанам да се обидувам. Мојот дедо почина. Лука, насекаде го бара фиги. О, не! Супер книгата! А јас може да останам и да ја барам училишната игуана. Ве водам да се запознаете со човек кој изгубил се што имал и чија вера во Бога била ставена на тест. Запрете, тоа се викови на мојот господар! Што се случило? Внимавај!
лоша недела, господине, и не сакате да се задевате со мене. Гизмо, титаниумскиот сад! Петстотте волови на Јов, украдени. Штета. Сега прогнозата е облачна, со шанси за пожар. О, леле, мојата недела не може да биде полоша од ова. А сега да размислам. Мојот договор со Бог беше да не го повредам Јов, ама не каже ништо за неговите синови и ќерки. Ова делува како безбедна оддалеченост. Што е? Што се случува? Воловите ора, а магарињата пасеа покрај нив, кога сабејците нападна и ги одведоа. Ги убија слугите со своите мечеви. Само јас успеав да побегнам за да ви кажам. Господару мој, падна Божи оган од небото и ги уништи и слугите и овците. Се уништи. Само јас успеав да избегам и да ви кажам. Три банди халдеи нападна и ги украдоа вашите камили. Сите други слуги беа убиени и само јас побегнав да ви кажам. Твоите синови и ќерки беа во куќата на својот најстар брат. Одеднаш се крена силен ветер од кај пустинскиот крај удри директно во куќата. Куќата падна врз децата и сите загинаа. Само јас преживеав за да ви го пренесам ова. Зошто се случи ова? Бог ни даде. Бог и ни зема се. Благословено нека е името Божјо. Треба да му салути на Бог за она што се случи, но и покрај тоа тој го воспева. Скршен, поразен и измамен. Жал ми е, Господе, јас ќе победам во нашиот предизвик. Има ли господарот на куќата да сподели нешто со изморениот патник? За жал, мојот господар тагува и изгуби се што имаше. Едва има доволно за членовите на своето домаќинство. А точно ли е тоа? Изгуби се во еден ден. Семејството, богатството, мислам, и мене ми се случа лоши работи, навистина лоши. Бог дозволи да се случи тоа? Како може Бог да го направи? Јов сигурно сега го мрази Бога. Тоа е неверојатниот дел. И покрај се што се случи, тој се уште го величи Бог. Не е можно. Никој не го губи своето богатство, семејство, се на овој свет, а да не го обвини Бог за тоа или да не го праша зошто. Господе, Јов ќе се одрече од Тебе. Од каде доаѓаш? Минував низ целата земја и обиколував горе и доле. Дали го забележа мојот слуга Јов?
На земјата нема таков како него, човек безпрекорен и праведен, кој го одбегнува злото. Кожа за кожа. Да, човекот ќе даде се што има за својата душа. Не постои болка како својата. Луѓето ќе направат се за да останат живи. Нанеси болка на телото на Јов и тој ќе те проколнува в лице. Што зар Бог ќе го дозволи ова? Сега тој е во твои раце. Само поштеди му го животот. Јов ќе почувствува толкава болка, што ќе го проколнува Бога што воопшто му дал живот. Што е тоа? Што е тоа? Што се случило? Што се случува? Господару Јов, што се случува? Што е? Што се случи? Што? Агонија. Толку убави звуци. Каков грев ти го предизвика ова? Изгледа ужасно. Зарем уште си постојан во својата безпрекорност? Проколни го Бог и умри. Зборуваш како безумна жена. Зарем треба само добрите нешта да ги земеме од Бога, а никогаш лошото да го земеме? Што е потребно за да се скрши верата на овој човек? Застани и размисли дали некогаш некој загинал невин, каде загинал некој чесен, колку што видов оние што мислат зло и сеат неволја самите се жнеат и мијат од Божиот стив. Злото не измија се правцема во човекот се раѓа за неволја. Велиш мојата pouка е чиста, чист сум во твоите очи, но камо да проговореше Бог и да ги отвореше своите устни за да ти се обрати? Убаво од пријателите на Јов што дојдаа да го видат. Да, но со такви пријатели не ти требаат непријатели. Престанете да ја претпоставувате мојата вина. Не сум сторил ништо лошо. Мислите дека лажам? Зарем не ја знам разликата меѓу доброто и лошо? Тој ги казни твоите деца за нивните гревови. Зошто не му се вратиш и почнеш исправно да живееш? Знаеме дека Бог не одбива невин човек и помага на грешник. Предај му го своето срце на Бог. Обрати му се со молитва и откажи се од своите гревови. Мораш да се покаеш. Мислиш дека затоа ми се случуваа лоши нешта, Ела? Зашто сум направил нешто лошо? Тоа што го знаете вие и јас добро го знам. Не сум ништо полош од вас, но би сакал да му се обратам на семокниот. Би ми било задоволство да разговарам со Бог, а вие само ме оцрнувате со вашите големи лаги. Јов, тука сме да ти помогнеме. Абсурдно. Се обидуваме да разговараме со тебе, да те вразумиме. Како Такви за ништо не ве бидува. Макар да можевте да замолчите. Тоа е најмудрото нешто што можете да го направите. Што зборуваш? Јов не слуша. Не требаше ни да дојдеме овде. О, Господи, само овие две работи ги барам, па нема да се крием од Тебе. Тргни ја раката од мене и нека не ме плаши страхот од Тебе. Повикај ме, а јас ќе ти одговорам. Или дозволи ми јас да зборувам, а ти одговарај ми. Какви престапи и гревови направив јас?
Јов, после сите лоши нешта кои се случија, се уште веруваш дека има Бог кој се грижи за тебе? Посакувам да беа запишани моите зборови во камен изделкани за секогаш. Но јас знам добро дека мојот Бог нема да ме остави и ќе дојде по мене. Ќе застане над правот. Иако се истроши моето тело, ќе го гледам Бог. Да, ќе го видат моите очи и таа мисла мене ме исполнува. Многу ме подсетуваш на мој дедо. И тој веруваше како тебе. Слушај, само се обидуваме да му Не си му го нашиот совет. Јасно дека Симон е грешен. И затоа треба да побара прошка од Бога. Зарем нема да се збогувате со Јов? Ти збогувај се за нас. Ако јас бев Јов, веднаш ќе се одречев од нивното пријателство. Што се случува? Изгледа пријателите на Јов си одат. Да, упорно велеа дека Јов е виновен и дека Бог го казнува, но тој упорно тврдеше дека е невин, а сега... О не, со оглед на баксузноста на Јов, сега сигурно ќе го удри гром. Видо што ме носам шапка. Само некој да ме слушне. Нека ми одговори Семокниот. Зошто зборуваш толку многу кога толку малку знаеш? Подготви се сега да се соочиш со мене. Можеш ли да одговориш на моите прашања? Како ги поставив темелите на земјата? Беше ли ти таму? Сигурно знаеш кој и ги одреди мерките. Што ги држи нејзините темели? Кој и го положи аголниот камен, додека утринските звезди пееја, а ангелите се радуваа? Кој го затвори морето со врати, кога навре како од мајчина утроба, го облеков со облак и го повив со густа темнина. Јас му одредив граница и му ставив врати со резиња и реков: довде можеш да доаѓаш, но не подалеку. Јас сум Семокниот Бог, а ти велиш дека не сум во право. Сега, ти мора мене да ми одговориш. Знам дека ти можеш се и дека нема замисла неостварлива за тебе. Ти рече која замрачува Божјата намера без знаење. Ете зборував, но не го разбрав оно што е пречудесно за мене, кое не го познавам, Господи. До сега те знаев од слушање, но сега моето око те гледа. Затоа повлекувам се што реков и се каам во прав и во пепел. Те молам. Виорот од Одикон Елифаз бил да ти софар. Она што мојот слуга го кажа за мене е вистина. Но јас сум лут на тебе и на твоите пријатели, зашто не ја кажувате вистината. Затоа сакам да одите кај Јов и да дадете 7 волови, 7 овци на олтарот, како жртва за да не задоволите мене. После ова, Јов ќе се моли, а јас ќе се согласам да не ве казнам за вашето безумие. Јов, те молам, прости те молам. Јов никогаш не изгуби вера во Бог. Погрешивме. Ќе се молиме со тебе.
Бог ни каже да се жртвуваме со тебе. Прости ми те, Те молам, прости ни, Јов. Лука, тука иги. Фати го Гиз. Аха! Браво, Гизмо! Изгледа дека нештата почнуваат да одат на подобро. Да, треба да работам на верата на Јов во Бога кога ќе трне лошо за мене. И тоа не е се. Како мислиш? Има уште нешто што Јов ме научи. Знам дека мојот откупувач живее и дека на крај ќе дојде на земјата. Моето тело може да се истроши, но сеедно ќе го гледам Бог. Да, ќе го гледам со своите очи и помислата ќе ме исполнува. Откако Јов се помоли за своите пријатели, Бог го избави од неволјата што го беше заробила. Бог му даде двојно повеќе од она што тој го имаше порано. Му даде на Јов 7 синови и 3 ќерки. Во сета земја немаше поубави жени од ќерките на Јов. А потоа Јов поживеа 140 години, ги виде своите синови и своите внуци, 4 поколенија. И потоа умре Јов, стар, ама му се наживеа на животот.